Ако ти си спремен, може. Кажи ми, со каков проект конкурираше до Министерството за култура? Значи, оваа година на конкурсот на Министерството за култура за поддршка на автори од национален интерес. Значи, конкурсот се однесува на сите сегменти од културата, вклучувајќи и литературата. Јас за прв пат се одлучив оваа година да конкурирам, иако повеќе од 10 години постојам на литературната сцена, меѓутоа до сега не сум се одлучил од причини што мислев дека сепак треба еден автор да изгради едно портфолио зад себе и да има повеќе издадени дела, за да дојде до моментот кога би требало да представува автор од национален интерес. И од таа причина се одлучив да конкурирам со една збирка поезија, која што се вика во Софиските градини Рајски дворови, пишувана во последниве 6 години. Конкурирав преку издавачка куќа, затоа што како физичко лице или автор не може да се конкурира на конкурсот, има некои промени во законот, мора да стои издавачка куќа позади самиот автор. И бев одбиен. Значи, после еден месец, од прилика откако беа испратени сите потребни документи барани од Министерството, добив известување од издавачката куќа дека сум одбиен. Она што мене лично ме засега веќе е дека, значи, како што реков, после 10 години постоење на литературната сцена и објавени 2 романи, една збирка поезија, дел сум од неколку антологии на современата македонска поезија, уште во најмалку 10 коавторски изданија се сместени мои стихови. Романот Нош и Пердов, кој што излезе во 2010 веќе е распродаден, значи се распродаде во рок од 2 години. Интересот беше голем, беше поддржан со финансиски средства од Советот на Европа и со одобрување од неколку критичари од Франција. Значи и самиот роман беше представен најпрво и во Страсбур, подоцна овде. Калина и бикот излезе оваа година, заедно со уште еден македонски автор од Велес, кој што живее во Мелбурн. Го издадовме со наши заеднички средства и мислев дека е време од таа причина да ја побарам поддршка од Министерството и да сепак ми бидат одобрени одредени средства за печатање на книгата и секако да добиам некој авторски хонорар кој што е исто така дел од самото финансирање на Министерството. Меѓутоа, јас како и многу мои други колеги беа одбиени. Мојата реакција беше првенствено најмногу околу тоа што според она што го имам зад себе како автор, јас не велам дека сум голем, се уште сум млад, меѓутоа Нош и Пердов стигна до Конгресната библиотека во Вашингтон, значи е дел од најголемата светска библиотека. Го има веќе на неколку континенти, има понуди за преводи. Калина и бикот исто така стигна далеку за кратко време, иако излезе оваа година во април. Очекувам дека Министерството треба да направи една селекција на автори кои што на вистина се од некаков национален интерес, без разлика дали сме млади или повозрасни, па и веќе не сме така млади автори, дебитанти. Резултатите од конкурсот покажаа дека и оваа година, како и години наназад, се поддржуваат автори кои што или се од постарата генерација и веќе имаат своји издавачки куќи, книжарници, значи се веќе докажани автори, а имаат своји финансиски средства со кои што можат и сами да ги објават своите дела, или се автори дебитанти кои што се целосно инкогнито автори, значи инстант автори на нашата сцена. Поддржани се наслови од белетристика како Хурем Султана, како наслови како Песната на Чучулигата и она што друго е воочливо во самиот конкурс, што не би сакал да ставам посебен акцент заради тоа што не се тоа мои ингеренции, не ни смеам, не ни сакам да навлегувам во тоа како се прави селекцијата на авторите, меѓутоа може да се забележи дека повеќе од половината од авторите кои што се застапени во листата на автори од национален интерес се лица од албанска националност, што апсолутно не дека не го поддржувам или имам нешто против тоа, меѓутоа мислам дека треба да има некаква
селекција, да се одреди прво квалитетот на авторите, потоа квантитетот и распределбата на авторите и последно што мисламе дека политиката треба да има било каков дел во културата или во литературата на крајот на криштата, затоа што литературата не е инстант уметност, литературата не е нешто што се случува денес и завршува денес. Значи едно дело кога излегува од печат останува со години, некогаш и со векови и не би требало да во таа листа на автори кои што се од национален интерес да се наоѓаат дела кои што ќе стојат во некое депо и кои што за вредноста не би можел да зборувам заради тоа што не сум ниту запознаен и многу тешко се доаѓа до информации кој е дел од самата комисија која што одлучува за селекцијата на авторите. Сметаш ли дека е праведна селекцијата на автори кои што ќе добијат поддршка од Министерството за култура и дали мислиш дека комисијата ги разгледува сите дела или пак работи по сопствено убедување, како што кажа дека постари автори добиваат? Она што може да се забележи е дека со оглед на тоа дека конкурсот беше објавен некаде во октомври, ако не се лажам, а резултатите од конкурсот излегуваат во декември. Јас верувам дека станува збор за огромен број на дела пристигнати и дека не постои никаква можност делата да бидат воопшто прочитани. Во едно од барањата од Министерството за култура е со доставените дела да се достават и рецензии или критики, според кои би требало комисијата да на некој начин да одлучи кои автори би требало да ги добијат тие средства, но сепак мислам дека тоа не е вистинскиот начин на селекција, затоа што не верувам дека од една рецензија може да се заклучи вредноста на едно дело. Од друга страна, авторите кои што чиишто имења репетитивно годиниве наназад се среќаваат и се почесто и почесто се забележува дека има нивни реизданија секоја година од никому непознати или познати причини, зошто би требало да има реизданија ако самото дело се уште не е продадено и ако било издадено минатата година или пред 2 години, треба да биде реиздадено, а тиражот од претходно постои. И како што претходно спомнав, забележувам дека голем дел од тие автори, мои колеги, наши колеги, се имиња кои што постојат на сцената повеќе од 30 години наназад и кои што веќе имаат доволно своји финансиски средства со оглед на тоа дека се сопственици на издавачки куќи, се сопственици на голем број на книжарници и јас мислам дека и не верувам дека тие самите не би биле во можност да ги отпечатат своите дела со своји финансиски средства, за разлика од нас, помладите автори кои што се бориме со спонзорства и да дојдеме до реализација на самото дело. За бенефитот не ни можам да зборувам затоа што колку и да е голема продажбата на книгата, како што кај мене се случи со Нош и Пердув, процентот од продажбата која што се добива од самата издавачка куќа се сведува на, конкретно во мојот случај, од некои си 400 примероци, јас немав ни 10.000 денари бенефит од сопственото дело, да не зборуваме за тоа дека не добив никаков надомес за авторските права, ниту за ништо, а самата реализација на делото, значи за да се дојде до печатената форма и до промоција, чини повеќе од 1000 до 1500 евра. Да вам кажа се што Па мислам дека